Со иновативните проекти на Средното училиште Димитар Влахов во Струмица, кои беа наградени од Фондот за иновации, професорите и учениците од ова училиште очекуваат бенефити, но и нивна примена во заедницата. Првиот проект Индиго Росе под менторство на професорите Јасмина Цамбулева и Ленче Христова има за цел да се истражат антиоксидантите во црниот домат, кои имаат превентивно дејство против канцерогените заболувања, за да може да се применат во фармацевската индустрија. А учениците се сите од трета година, фармацевско-лабораториски техничари, тоа Тодор Филип, Ташева Елена, Стојанка Тимовска, Сара Тилевска, Никола Костурски и Морица Кашова. Значи, со средствата кои ги имаме добиено, ние се надеваме дека ќе можеме да успееме да ги изолираме антоцијаните, кои што имаат антиоксидативно дејство и делуваат на побрзување на слободните радикали, кои имаат штетно дејство на организмот. Можат во зависност од тоа во каква форма фармацевска може да ги направиме, тоа ни е целта на проектот, бидејќи ние знаеме дека денеска многу народот се бори со канцерогенните заболувања и сметаме дека тоа ќе биде еден од препаратите кој што ќе може, се разбира понатаму во соработка со некоја фармацевска компанија, дека ќе може да бидат како превентива и куратива за канцерогенните заболувања. Вториот проект го носи насловот намалување на штетното влијание на CO2 под менторство на професорките Костадинка Тушева и Зорица Масникоса. Станува збор за проект Екофилтер за вградување во ауспусите на моторните возила со цел да се намалат штетните издувни гасови. Това 7 ученици. Љубица Гошева од трета година, ученик по трета година, Анđела Джингарска, ученик по втора година и од прва година имаше 5 ученички, Иванова Дорис, Митева Бранкица, Минова Ружица, Спасова Весна и Стојкова Ванеса. Добиениот буџет кој што ни го додели Министерството за образование има обврска да биде реализиран во следните 6 месеци со реализација на проектниот план и дисеминација на планираните истражувачки активности. Тоа е еколошки филтер кој што содржи супстанција зеолит. Оваа супстанција се вметнува на самиот ауспух од автомобилите каде што се сфрлат издувните гасови. Сега, освен CO2, издувните гасови содржат и други хемиски загадувачи. Меѓутоа, со барем делумно намалување, ние придонесуваме за ова општество, значи за здрава еколошка средина. Двата проекти на Димитар Влахов добија поддршка од владата во висина од 400.000 денари. Средношколците со своите ментори треба истите да ги доистржат со цел да најдат и соодветна примена во заедницата.